Анализата која ја спроведе Сдруженијето Гласен текстилец покажува дека на повеќе од 70% од текстилните работници во градовите од Источна Македонија не им е платена прекувремената работа. Како дејности во кои најчесто се одвива злоупотребата со прекувремените часови се избројуваат градежништвото, трговијата, текстилната индустрија, но ситуацијата не е многу поинаква и во другите сектори. До Државниот инспекторат за труд годишно се доставуваат од 2500 до 2700 представки од работници за заштита на правото од работен однос по разни основи, меѓу кои неплаќањето на прекувремената работа. Прекувремената работа се дефинира како работа преку утврденото полно работно време што ја врши работникот на барање на работодавачот. Според Законот за работни односи, работодавачот може да побара од работникот да врши прекувремена работа во одредени случаи, како што се случаите на исклучително зголемување на обемот на работата или доколку е неопходно да продолжи деловниот или производниот процес. Постојат ограничувања на траењето на прекувремената работа, кои се поставени на неделна и годишна основа, а во одредени случаи на 3-месечна, кога поради специфичноста на работниот процес, работата не може да се прекине или нема услови и можности да се организира работа во смени. Во текот на една работна недела прекувремената работа може да трае најмногу 8 работни часа, а на годишно ниво не смее да надминува повеќе од 190 часа. Во специфичните случаи прекувремената работа во просек во 3 месеци не смее да надминува повеќе од 8 часа неделно. Прекувремената работа работодавецот е должен да ја плати и тоа 35% повеќе на основната плата за секој час прекувремено. На оној работник кој да работел над 150 часа подолго од полното работно време во текот на годината, а не отсуствува од работа повеќе од 21 ден, не сметајќи го одморот, работодавачот е должен да му исплати бонус во висина од една просечна плата во државата. За секое воведување на прекувремена работа задолжително претходно писмено се известува подрачниот државен инспекторат на трудот. А работодавачот е должен и да води посебна евиденција и часовите за прекувремената работа да ги наведе во месечната пресметка на платата. Доколку фирмата има над 25 вработени, задолжително на секоја локација треба да има електронска евиденција на полното работно време и на прекувремената работа. Се чини дека вработените се навикнати дека од нив се очекува да покажат флексибилност за работа надвор од основните работни часови. Работниот час на македонскиот работник често надминува 8 часа, но ретко кој од работниците за истото добива соодветен надоместок. Неплаќањето на прекувремените часови за жал во многу случаи се прифаќа како нормална појава. Иако бројот на вакви злоупотреби е голем, малкумина се решаваат за тоа да проговорат во јавноста или да пријават кај надлежните органи. Неплатената прекувремена работа е една од причините поради кои работниците бараат правна заштита од синдикатот. Една од главните забелешки на Сојузот на синдикати е дека работодавачите знаат да манипулираат со системот за контрола на работното време и на тој начин го контролираат плаќањето на прекувремената работа. Дополнителен проблем е што работодавачот не може да постапи поинаку дури кога сака да ги плати сите часови прекувремена работа. Поради неусогласеноста на законските одредби со другите акти и прописи, во образецот кој се доставува до УЈП не се предвидени повеќе работни часа од законски дозволените. Според синдикатот, недозволиво е работата која е регистрирана како прекувремена да се прераспределува и за вишокот прекувремена работа работниците да добиваат слободни денови, односно принуден одмор. Потребно е за секој час прекувремена работа работниците да добиваат надомест. Проблемите со прекувремената работа се присутни во јавниот сектор. Според податоците, најмногу работни часови прекувремено остваруваат вработените во шумската, судската и затворската полиција. Според синдикатот, посебно проблематично е што законските решенија во јавниот сектор предвидуваат дека за прекувремените часови на работникот прво треба да му се понуди да користи слободни денови. Неплатената прекувремена работа не е проблем само кај нас. Иако најчесто работниците во државите членки на ЕУ се компензирани за прекувремената работа, постојат бројни случаи на неплатена прекувремена работа што е резултат на притисокот кој се врши врз работените. Во одредени сектори, како што се металната индустрија, здравството и логистичките дејности, каде е воспоставен социјален диалог, се водат сериозни разговори во однос на неплатената прекувремена работа. И покрај тоа што Европската директива со која се регулира ова прашање донесена уште во 2003 година, главната причина зошто истата не се почитува целосно е фактот дека не сите работодавачи имаат соодветен систем за прецизно евидентирање на работното време. Според студијата на институтот АДП, секој 10 работник работи преку 20 часови неделно прекувремено. Од почетокот на пандемијата на коронавирусот, бројот на прекувремени часови ширум светот е двојно зголемен, но и покрај ваквиот огромен пораст, прекувремената работа не е соодветно компензирана. Истражувањето покажува дека работниците имаат просечно 9,2 часа прекувремена работа неделно, која не е платена, во споредба со 7,3 часа пред пандемијата. Најголем пораст во овој период има во државите од Северна Америка, каде работниците работат бесплатно околу 9 часа неделно.
Сепак, рекордери се уште се државите од Азиско-Пацифичкиот регион, каде работниците ги честат своите газди околу 10 часа неделно во просек. Неплаќањето на трудот не е единствениот проблем во однос на прековремената работа. Предолгото работно време е смртоносно за стотици илјади работници годишно ширум светот. Како последица на прекомерната работа, работниците се преморуваат и тоа директно влијае на нивното здравје. СЗО предупредува за овој негативен тренд, напоменувајќи дека истиот дополнително се влоши со пандемијата. Според податоците кај нас, 90% од случаите на повреди и смртни случаи на работното место во трудоинтензивните дејности се токму во оние часови кои се сметаат за прекувремена работа, особено во летниот период. Резултатите од глобалната студија за предвремена смртност покажуваат дека во 2016 година околу 745.000 лица починале од мозочен удар или срцеви заболувања предизвикани од долгото работно време. Оваа бројка е за 30% поголема отколку во 2000 година. Главниот заклучок во студијата е дека работното време од 55 или повеќе часа неделно представува сериозен здравствен ризик. Чекор вистинската насока се случи во 2019 година, кога Европскиот суд на правдата пресуди дека државите членки на ЕУ мора да бараат од сите компании да воспостават систем што ќе им овозможи евиденција на работното време на своите вработени. Оваа пресуда произлезе од тужбата против Deutsche Bank во Шпанија. Државите се обврзани да ги направат таквите системи задолжителни со цел доследно спроведување на законските обврски поврзани со работното време. Европската директива за работно време, донесена од 2003 година, го регулира работното време на вработените. Секоја држава членка на ЕУ е обврзана при подготовката на своите закони од оваа област да ја користи Европската директива како генерален патоказ. Во суштина, директивата регулира прашања поврзани со минималните периоди на дневен и неделен одмор, паузите, ноќната работа, годишните одмори и максималниот лимит на неделното работно време. Според директивата, работодавачите треба да се погрижат дека нивните вработени нема да работат повеќе од 48 часа во период од 7 дена, вклучувајќи и прековремената работа, пресметана како просек за период од 4 месеци. Работникот може да има најмногу 8 прековремени часови неделно, 20 месечно и 180 годишно. Во Македонија во моментов се работи на подготовка на новиот закон за работни односи. Едно од главните прашања кои се дискутира е прашањето за прековремената работа. Од Министерството за труд и социјална политика информираат дека процесот на изработка ќе биде инклузивен и ќе ги вклучува сите засегнати страни, меѓу кои работниците, работодавачите, синдикатите и експертите. Целта е да се подготви законско решение кое ќе обезбеди поголема заштита и унапредување на работничките права, но и решение од кое ќе бидат задоволни сите вклучени страни. Од синдикатите бараат да се укине така наречениот контролен период, односно можноста ограничувањето на траењето на прековремената работа да биде на 3-месечна наместо неделна основа, бидејќи токму таму има детектирано најмногу прекршувања на работничките права. Дополнително предлагаат да се укине можноста за прераспределување на прековремените часови, така што за секој час прековремена работа работниците да мораат да добијат надомест, а не слободни денови. Сојузот на синдикатите на Македонија има обезбедена и бесплатна правна заштита за своите членови за право од работен однос. Правната помош ја спроведуваат правни застапници во седиштето во Скопје, но и во регионалните синдикални представништва и синдикалните канцеларии низ државата. Над 30% од вработените во Македонија се соочуваат со неисплатена прековремена работа, работа за викенди или за празници. Доколку навистина се сака да се заштитат работниците, тогаш подитно се потребни промени во системот. И не само донесување на нов закон. Потребни се сериозни казнени одредби за прекршителите, но пред се зајакнати капацитети на инспекциските служби за вршење на контролен надзор и санкционирање на сите злоупотреби. Само на овој начин ќе се намали незаконското богатење на компаниите на грбот на работниците, на оние кои жртвуваат дел од своето време, а истото би можеле да го поминат со најблиските или да се одморат. Да не го заборавиме и големиот ризик по здравјето кој го носи прекомерната работа. За жал, кај нас тоа не само што не се вреднува, очигледно не се ни плаќа.